Оштетени и неупотребливи учебници за средношколците. Сојузот на средношколци на Македонија го крена алармот откако 2 недели учениците во средните училишта сами се снаоѓаат за учебници. Во добар дел од училиштата не се пристигнати учебници, а онаму каде што има, биле речиси целосно уништени и неупотребливи. Според Сојузот, вакви ситуации се присутни во Скопје, Битола, Велес, Прилеп, Делчева и други градови, дури и во некои од најголемите средни училишта. Проблемот е особено изразен во стручните училишта, специфично за учебниците по стручните предмети, што создава нееднаквост меѓу учениците. Решавањето на проблемот е оставено на самите ученици, кои се принудени да се снаоѓаат со барање на електронски форми на учебникот, учење преку слики од врсниците или најстрашно фотокопирање или набавување на истите на свој трошок. Сојузот ја смета ситуацијата за апсолутно неприфатлива и строго ја осудува неодговорноста на надлежните институции во нивното справување со проблемот. Не може незавршената дигитализација да се користи како изговор за немањето учебници. Средношколците алармираат дека мора да им бидат обезбедени учебници како основна алатка за одржување на непречена настава, кои мора да бидат бесплатни, а не да трошат сопствени пари за да обезбедат материјали за учење. Тие се повикуваат на членот 44 од Уставот, кој јасно предвидува дека секој има право на образование, достапно за секого под еднакви услови, а основното образование е задолжително и бесплатно. За проблематиката во средно образование досега од МОН ни трага ни глас. Проблемите во образованието не застануваат тука. Ако средношколците добија искинати учебници, основците откако почна учебната година воопшто и немаат учебници. Наставниците и учениците се во тотален хаос, а од Министерството досега слушаме само убедувања дека се ќе биде во ред. Според последната информација од МОН, учебниците за учениците од 1 до 5 одделение доцнеле бидејќи се вратени на рецензија кај авторите, па потоа ќе се печателе. А кој ќе ги печати, тоа е друга мистерија, иако според шпекулациите во јавноста, се поочигледно е дека тоа ќе биде омилениот муштерија на власта фирмата Арберија Дизајн. Во меѓувреме, основците добивале материјали од Бирото за развој на образование.